Господин Махрадули, ја ни повелате. Благодарам, почитуван председателе, почитуван заменик министер за економија, господјо Костеска. Дозволете прво да го изразам мојот револт од понижувањето што го правите со спотовите за промоцијата на туризмот во Република Македонија, понижувањето на граѓаните во Република Македонија, и мислам дека не постои влада во светот која што троши пари од граѓаните да ги оцрни сопствените граѓани. И тоа е, за жал, една појава каде што се дискриминира, се понижува и се девалвира се она што е граѓанин на Република Македонија. Не знам која е идејата на владата на ВМРО ДПМН и ДУИ тоа да го прави, но очигледно, и не сакам да го ставам во некој поширок контекст, но очигледно имате намера да ја дораспарчате Македонија и да ја додевалвирате. Овој закон е потврда за тендерската коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Тоа е корумпирана, криминална тендерска коалиција која што работи на штета на граѓаните на Република Македонија. Овој закон ќе ги уништи општините во Република Македонија. Џабе во извештајот на Европската комисија пишува дека се загрижени за масовната централизација што се прави во однос на локалната самоуправа и за закочување на процесот на децентрализацијата, кога одговорот на тоа од страна на владата е хипермасовна централизација и крадење на највредното што го имаат општините, а тоа е градежното земјиште. Со овој предлог на закон, вие велите вака: јас ќе одберам, се мисли на владата, владата ќе си одбере државно градежно земјиште, ќе го прогласи за туристичка зона, ќе го даде во непосредна спогодба и денар нема да даде на општината. А општината ќе биде приморана да го уредува земјиштето, да дава пари за детални урбанистички планови, а сите пари ќе одат во Агенцијата за поддршка на туризмот, односно на централизирано ниво. Да биде корумпираноста поголема, дефинирате дека во тие туристички зони може да си градите хотели, приватни апартмани, други објекти. Исто ќе ги дадете со непосредна спогодба, исто некој ќе си заработи хотел во ексклузивните туристички локации во Република Македонија и општината и за тоа нема да добие ниту денар, а камоли евро. Вие на овој начин не само што се пресметувате со општините кои што не се под ингеренција на не се од политичките партии кои што даја власта, туку гледам дека се пресметуват и со градоначалниците од ДУИ, например, во општина Струга, или пак со градоначалникот од ВМРО ДПМН од Маврово и Ростуше. Се плашам дека забеганоста на овој корумпиран предлог ќе оди до таму да вие одлучите, значи владата ќе рече, ќе прогласам туристичка развојна зона на водно, ќе ја исечам шумата, ќе направам видиковец за искомплексираноста на ВМРО ДПМН да го гледа проектот Скопје 2014, ама до него ќе си направам и хотел. Некој од неимарите од фамилијата ќе го изгради. Како ќе го дадам земјиштето? Во непосредна спогодба. За колку? За 1 евро. Ќе се уништи шумата. Нема врска, Лиле ќе држи прес Поповска унедела, ама ќе си остане она во владата. Или второ, не можете да го поднесите поразот што го доживувате континуирано во Охрид. Што е највредно во Охрид? Крајбрежјето. Ќе му го земеме на Охрид. Како ќе го дадеме земјиштето? Во непосредна спогодба. Кој ќе гради? Па некој од неимарските фирми градежни на фамилијата. Што ќе изгради? Хотел. Ќе се изгради апартмани, приватни. За која цена? За џабе. За 1 евро. И плюс во законот велите
Не мора да имаш пари ти што си од ВМРО да помане градежната фирма. Државна помош ќе ти дајме 2 милиона евра. Ова е еден од најкорумпираните закони што е предложен во ова собрание. Министерот за економија баш ме интересира што вчера ги промовираше овие туристички развојни зони во Словенија. Го нема тука и нека не се лути зашто неговото единствено постигнување во изминатата година е тоа што се сликаш и го пречека полат, бидејќи друго ништо не направи. Замислете, дава предлог, сета ова постапка, значи Министерството за економија дава предлог, ама одговорен да биде најкорумпираниот министер Милјана Киевски, согласно белешките што ги читаме на Wikileaks. Значи, министерот за економија предлага закон, ама да го спроведува Милјана Киевски. И затоа албанската диаспора вели дека на власт има тендерска коалиција, дека господинот Ахмети и Дуи седат во власта само заради тендерите, а не заради интересите. И тоа слободно од БДИ и то место интеграција, нека си го сменат во тендерација. Бидејќи тоа одговара на политиката што се спроведува во овој момент во Република Македонија. Замислете, и така исцедените општини, и така сопрениот процес на децентрализацијата. Вие воведувате во законот обврска. Има да ми донесиш детален урбанистички план, например, за марината во Љубаништа. Господинот Ставревски ја промовираше во Катар таа. Охрид се чудат, од кај ова сега испадна? Ама вие знаевте што закон ќе донесите. И ќе му наредите на општина Охрид. Донеси детален урбанистички план, плати проект, уреди го земјиштето, ама после Миле ќе го продаде и сите пари ќе одат на централно ниво. Па постои ли таков закон или таква земја во светот? И наместо парите да се слеваат во општинската каса во Охрид, вие ќе ги земете на централно ниво. Го казнувате градоначалникот. Ама не мислам дека Николовски и Шокаровски се воодушевени од тоа дека не стигнуваат пари во општината Охрид. Или мислите дека така ќе го победите Социјалдемократскиот сојуз во Охрид? Или затоа што заменикот министер за транспорт и врски Тахир Хани е скаран со градоначалникот на Струга Мерко, сега ќе му го земи цело крајбрежје на Струга и цел потенцијал што го има Струга, ќе го продава во непосредна спогодба, а денар нема да се влее во општината. Не постои шанса да се развијат општините во Република Македонија ако им се одземе највредното, а тоа е градежното земјиште. Нема што друго компетитивно да предложат или да понудат на странските инвеститори, Охрид, Струга, Ресен преку Преспа, Дојран, освен земјиштето. Вие може да се решите, реков, на водно да градите 10 хотели, бидејќи ќе го прогласите туристичка развојна зона. Кога го промовиравте проектот Скопје 2014, не убедувавте дека милион корејци и кинези ќе дојдат да го посетат. Фала Богу, никој не дојде. Или, например, можете да речеме Зинајот на Заев и на околината, Смоларските водопади да ги прогласите туристичка развојна зона. Има потенцијал. На Заев и околината, реков. И да речите, јас тоа ќе прогласам туристичка развојна зона, ќе направам 3 хотели, 10 апартмани, мислам градежните фирми од фамилијата, и денар да не се слее во една мала општина, еве како што е Ново село. Зошто? Знаат дека Социјалдемократскиот сојуз има градоначалник и таму. Или можете да го уништите Маврово и Ростуше со истиот овој пристап. Ќе прогласите туристичка развојна зона. Во таа потрага по пари во буџетот на Република Македонија грешите од ден во ден. И носите закони кои што немаат врска нити со демократијата, нити со почитување на правната држава, нити со почитувањето на врските што сме ги презеле во процесот на децентрализацијата. И плюс им помагате, значи греот овие фирмите од фамилијата кои што заработуваат милионски евра годишно, греота пак им дадете уште и државна помош, за да се направат апартмани на ексклузивните места во Република Македонија. Тргнувате со цена од 1 евро, чекорот според вашиот предлог на закон
е само 0,1 или 10%. И толку, готово, ќе отиде тоа. Но да не бидеме слепи при очи. Вие што дефинирате туристичката развојна зона како јавен интерес, тоа не може да избегне од законот за градење, законот за државно градежно земјиште и просторно урбанистичко планирање. А тоа значи дека јавен интерес кога е, Милјана Киевски може да го даде во непосредна спогодба. И не за џабе го изменивте вие законот за државно градежно земјиште, каде што доколку земјиштето се оцени или со одлука на влада се донесе дека е тоа јавен интерес, тогаш не треба одлука од Советот на општината за согласност тоа земјиште да се продаде. Премногу се видливи работите за ние пратениците што ги читаме законите. Тоа може да помине кај овие што спијат и што да ја зимаат платата онака. Ама тука опозицијата е и има задача да го спречи овај закон кој што само ќе збогати 3 луѓе, а ќе ги уништи општините во Република Македонија. Закон кој што несогледливи последици ќе има на развојот, на локалниот економски развој. Единствената добра што е работа во законот е во ведниот дел. Замислете што пишува владата на Република Македонија. Ниското ниво на инвестирање во туризмот е резултат на непостоење соодветна инфраструктура, патишта, сигнализација. Па за тоа ви дававме амандмани, вие ги одбивавте. Ни убедувавте дека има патишта во Македонија, дека има инфраструктура во Македонија. Па нашите амандмани баш беа за тоа. Дека не е нормално владата намерно зинетно охриѓани зашто имаат градоначелник што не можат да го победат толку години, не го вложува во патот Охрид Свети Наум. За инает. И кој има аеро тоа? И су исто добро или лошо возило, кога ќе биде празникот во Свети Наум, како и мене на Шокаровски ни треба 4 часа да стигнеме таму. И на господинот Митре Велјановски. 4 часа. И сега мислите ќе се изнервираат граѓаните или не знаат во чиви ингеренција тој пат, па ќе го казнат градоначалникот? Или ова ќе го користите за пресметување па со некои други градоначалници? Или зошто, например, можете по вашиот закон, како туристичка развојна зона, без некоја дебата да го прогласите и Берово, исто убавина. И ќе речите, сечи пола шума, 20 апартмани. Или во Крушево. Се почесто братучедите престојуваат во Крушево. Убаво место. Бања воздушна. Зошто да се мачат тие да инвестираат? Ке го прогласите делот во делот Крушево за туристичка зона, ке му дадете уште 2 милиони евра да си градат апартмани. Зошто да се мачат луѓе да си трошат своји пари? Па тие треба да завршат во сметките во Чешка и во Јужна Афричката република. Зошто своји пари да си дадат, кој има 2 милиони и 100.000 граѓани, ќе си ги зимаме парите од нив? Навистина не можам да разберам со која леснотија, па уште на пресконференција, милионерот Пешевски, Полат Сарачинин и Милјана Киевски излегуваат и се фалат. Ние, вика, ние, замислете, избравме 8 туристички развојни зони, а земјиштето уште не е уредено. Деталните планови не се донесени. Инфраструктурата околу тоа земјиште не е. Кои се тоа тие луѓе што решиле делот на Свети Наум да го направат туристичка развојна зона и да го дадат за изградба на хотели по 1 евро во непосредна спогодба? И денар од таа продажба да не влезе во општината Охрид или во Струга или на Преспанското езеро во Ресен или во Дојран, се исто. Во Маврово Ростуше, во општина Центар или во Берово. Легализацијата на корупцијата и криминалот со продажбата на државно градежно земјиште кулминира со овај закон. Овај закон е на штета на општините, ама преку општините е на штета на граѓаните на Република Македонија. Кога ќе им го скратите најпродуктивниот извор, а тоа е градежното земјиште на општините, па како очекувате тие да се развијат? Општините се мачат да платат нафта, општините се мачат да платат автобуски превоз што им е наметнат од централната власт, единствено може да се спасат со продажбата на градежното земјиште што е атрактивно,
а крајбрежјето во Охрид, во Струга, на Преспа или во Дојран не така, вие и тоа им го одземате. Навистина, со револт и со бес и мачнина во стомак, затоа што работите на штета на граѓаните на Република Македонија, ќе бидеме против овој закон. Благодарам.